Ова се историски мигови за Република Македонија. Неколку пати нагласив дека после оваа политичка криза, која делува како земјотрес во нашето општество, бидејќи и општествена криза, Македонија не може и не смее да биде повеќе иста. Мора да се отвора широко вратите кон демократските процеси, мора да се уважат барањата на граѓаните. Овој чекор на давање на оставки на овие личности, на Јанкуловски и Јанакиевски и на директорот на УБК, е задоцнет и недоволен чекор. Народот бара оставка на владата. Од оваа говорница, точно од овие луѓе, уште во февруари оваа година јас поверав оставка. После првите прислушкувани разговори, и не само заради содржината на тие разговори, тврдев и сега се докажува дека имаме целосна некомпетенција на овие луѓе кои што дозволија да безбедносниот систем на Македонија крахира. Како резултат на тоа, имавме некни ситуација во која што Републиката беше во пламен. 8 жртви, 8 млади животи ги положија своите животи за едно работење кое што е далеко од професионално, за една неодговорна елита, за една акција која што потоа беше прогласена ка успешна, но ве молам, со група со 40 луѓе, 37 повредени полицајци и 8 загинати. Тоа се прогласува за успех. Кажете ми каде и во која земја тоа може да биде прогласено за успех. За режијата на оваа целата сценографија допрва Македонија ќе дознава. Разбиен беше безбедносниот систем, се дозволи прислушкување и протекување на прислушкувани разговори. Срозано судство во кое што никој нема доверба. Узурпирани медиуми, тоа е веќе апсолутно јасно. Вие имате две вистини во Македонија. Македонија не функционира како цело кога станува збор за медиумите. Имате киднапирани институции, имате партиски институции. Веќе Европската Унија ги трга дипломатските ракавици и дава опомени кои што не се слушаат често во земји кандидати за членство во Европската Унија. Земјата е во тешка изолација. Освен да не карат, за друго не викаат на маса да седеме со нив. Луѓето се на улица, ја тресат Македонија граѓански протести секој ден за различна работа. Крај кулминира незадоволството од владењето на оваа влада. Денес треба да ги констатиравме оставките. Тука изразувам апсолутно задоволство што овие луѓе нема да ги гледам веќе на сцена, бидејќи не сакам веќе МВР да ја гледам како испостава на ВМРО, кој што по признание на екс-министерката дозволи да се случи. Не сакам да бидам човече, не сакам да бидам индијанец и така натаму. Не сакам да ми биде на чело на министерство некој кој што ги навредува граѓаните, кој што нема однос ни во смртта на луѓето, кој што ги навредува луѓето и ги дели на комуњари и некомуњари и така натаму. Пазите, тоа не се било кој луѓе. Тоа се министри кои што треба да се министри не на партија, туку на сите луѓе подеднакво. Без човечност, без чувство, една малограѓанштина, само дно слушавме овие денови и овие месеци. Другиот пак, да не зборувам дека му беше наредено со динамит да го крева космос на Фијацановски. Меѓу народот тој истиот човек, истиот лик беше познат како Миле Тендер, ако не сте чуле. Тоа му беа доблестите. Што се однесува до овие предлози, господинот Чавков, нема да го дискутирам, сепак дава надеж, бидејќи излегува од самата институција. Но кажете ми, господинот Мисајловски е роден 85-та година, значи тој има 30 години. Кога стигне и директор да стане на државните патишта, па и советник во собранието, и сега ќе биде и министер, ве молам, на 30 години. Кое е тоа искуство што го собра на 30 години? 85-то годиште. 85-то годиште е роден. Па знаете, за да бидете за нечија, треба 10 години калфа да бидете прво. Не ви даваат да бидете главен во фризерски дуќан.
Овој, значи, на 30 години ќе стане министар. Мене навистина ова не ми јасно овој систем. Треба подитно да се донесе закон дека луѓе под 40 години не смеат да имаат функции. Не може тие да изслужат на државата на овој начин. Освен ако не грешам, ако нема некоја печатна грешка таму. Значи, тоа е досието. Втора работа, тој човек ќе води сектор транспорт и врски. Ве молам, тој е дипломиран политиколог. Нити е градежен инженер, нити е економист, нити е архитект. Кој е неговото портфолио за да води, како и уопште му се дало да биде директор на патишта? Како е можно? Како е можно? До толку некомпетентни, баш то какви очекувања ние можеме да имаме од тој човек, освен да биде марионета, како што си беше и предходниот марионета во нечи раце. Ја немам апсолутно доверба во толку млад човек и во човек кој што не е квалификуван за струката што треба да ја работи. Па не можете вие министар да изберете за транспорт и врски, имајки толку градежни инженери, имајки толку економисти, имајки толку експерти да изберете некој со дипломирана политикологија, не факултет кој што и не постои во други земји. Значи, апсолутно недопустив кадровски избор. И овој, се разбира, нема да го допуштам. Нема да го гласам. Да заклучам. Ова го гледам како првичен чекор во конечната разврска низ која што мора да помине Македонија. Македонија мора да излезе почиста, подемократска, земја со поголем потенцијал и перспектива од она што беше во минативе години. Ви благодарам. Госпоѓа Грчева Солуза има контрреплика. Почитуван колега Димовски, немав намера да давам ретроспектива на црното владење 9 годишно на ВМРО, меѓутоа ме потегнавте за јазик. Кога веќе набројувавте фабрики и така натаму, па ајде да не одиме толку далеку. Не ви го спомнав сомнителното убиство на Никола, односно загинување на новинарот Никола Младенов. Не ви спомнав дека кога славевте победа беше од полицијата убиено 22 годишно дете, заради што има протести. Не ви спомнав дека студенти 10.000 на улица си извадија сами себе, никаква партија не успеа да ги извади. Значи, немојте да конструирате. Со една работа можам да се сложам со вас, дека левицата не можела на легитимен начин да дојде. Па не може да дојде со фалсификувани избори. Како ќе дојде? Затоа што ние не сме слуги на грчката политика. Зоран Заев, Верушевски, Радмила Шокиринска, Стево Пендаровски, повелете, продолжете и со денешната пресконференција и со раздорот кој што сакате да го посеете меѓу народот, да бидете најдобрите грчки играчи во Република Македонија. Ние тоа нема да го дозволиме. Благодарам. Благодарам. Господи Грчева Солуза има реплика. Повелете. Ви благодарам, председателе. Мислам, крајно е невкусно да се лепат етикети, грчки платиници и така натаму. Крајно е невкусно. Значи, престанете со поделба, најштетно нешто што го раскинавте македонското ткиво. Сами се прогласите за патриоти, гледаме какви и по лентите. И после друго, мене не ми треба ленти за да знам вистината за Македонија. Воопшто ни една лента не ми беше потребна. Нити заклучоците ги вадам од лентите. Престанете да го делите народот на самонаречени патриоти и другите се предавници. Не ви се давам лично јас Солза Грчева, колку половина сала овдека за патриот. Немојте и вие што кокодакате овде и што не знаете да кажете 5 збора на говорница која ќе ви се даде збор. Немојте да се смеете цинично. Предавници и патриоти еднаш заборавете го тој термин. Заборавете го, ве молам. Немојте, никој нема ексклузивно право да се нарекува, сите луѓе имаат име и презиме и точно си ги знаат своите чувства према својата држава. Навистина вакви паушални навреди никому не му доликуваат. Можеме да зборуваме за факти,
Тие ги почитувам, во колку имате факти, кажете ги. Меѓутоа, немојте со етикетирање на цели едни категории на луѓе. Штетно е за Македонија, како не разбирате дека е штетно за Македонија. Не сме Македонија во вакви поделби да влегува. Веќе длабоко влезена. Ви благодарам.